Вие следите Слободен печат, ова е почетокот на новата сезона на подкастот со Ана на ти. И оваа сезона ќе зборуваме за лични приказни, ќе зборуваме за убави моменти, меѓутоа ќе зборуваме и за оние тажните. Оние кои што ја одбележаа изминатава година во Македонија. 16 март се случи катастрофална трагедија. Трагедија која што ја исплакавме сите, меѓутоа веројатно најмногу оние најблиските на сите кои што ги загубија своите чеда таа кобна ноќ на 16 март утро, всушност кога се случи пожарот во Кочани, каде што 63 луѓе го загубија животот. Како што зборуваме за неубавите работи, ќе се потсетиме и на оние убави, на луѓето кои што херојски го дадоа својот живот и кои што оставија многу зад себе за среќа. Во денешното издание, првата наша гостинка е една храбра жена која што се одлучи да зборува за убавите работи кои што Андреа Ѓоргиевски ги остави зад себе. Андреа го познаваме сите како дел од бендот ДНК. Денеска во студиото имаме неговата мајка, Ана Ѓоргиевска. За почеток, добре дојдовте. Ви благодарам многу за тоа што собравте храброст и сила да зборувате за Андреа. Изразувам сочувство од целата наша редакција за огромната загуба која што имаме сите ние, меѓутоа се разбира за вас најголема. Благодарам. Ана, знам дека е ненадомеслива загубата, знам дека не поминува болката, знам дека само вие знаете како ви е. Меѓутоа, самиот чекор да се зборува за Андреа, за човек кој што го познававме како мека душа, како личност која што пред се беше тука за сите други, веројатно, па на крајот и за себе. Ќе направиме една ретроспектива на неговиот живот. Овој подкаст ќе биде за него, за да се потсетиме каков човек беше тој, за тоа какво дете беше, какво бебе беше, што сакаше, што го правеше среќен, во што уживаше и нека остане како запис, историски запис за сите оние кои што го почитува и кои што го сакаа многу и на кои што на сите нас ке ни недостасува. Ајде за почеток. Да почнеме од Андреа како бебе. Он почина на 43 години, роден е на 9 февруари 82 година. Ајде прво со бременоста. Каква беше бременоста? Каква бременост имавте со Андреа? Лесна. Да? Лесна. Меѓутоа, кога дојде време да се породувам, не беше лесно. 19 сати бев на бокс и мораше да се роди со царски рез, но со локална анестезија. Значи, гледаш како ти го вадат бебето од утробата. Во тоа време и тоа како е експеримент кој што веројатно вие сте го поминале. Додека бевте во бременоста, додека го исчекувавте Андреа, си замислувавте ли какво дете ќе биде тој? Дали имавте представа дека ќе добиете дете кое што потоа се одветствуваше со неговиот карактер? Па, јас, например, сум исто така доста темпераментна и очекував дека ќе биде таков, а и посакував. Обично мене лично такви дечиња што се по-темпераментни ми се по-симпатични, да речем. А за ликот сакав да личи повеќе на нашата страна, нели? Брат ми како мал бил многу убав, а и Андреа си личи. Да. Не можам во минато време. Ми е тешко да зборувам. На вујко му, на дедо му, на татко ми. Многу личи. И двајцата личат. И откако се роди, значи, живеевме на Косово, во Косовска каменица, имаше креветчон со мрежи од страните. Тие креветчиња веќе ги нема. Да. Па 2-3 месеци може би имаше. Туку ќе слушнеш вресок, он се пентарел по мрежата. На 2-3 месеци? На 2-3, многу беше. Па да, јас почнав од дувак да го ставам. Леле. Значи многу беше претерано темперамент. Се малце ќе делува како
Нели сите мајки, моето дете. Е посебно. Да. Ама он бил ова стварно посебен. беше Да, така. да, Мислам, да. што го знаева луѓе што мислам во тој период ки што растеше он, се чуда. Веќе на 4 месеци му излегоа 4 запчиња. 2 горе, 2 доле. Он брзал цело време. Цело време беше убрзан. Побрзо да го проживее. Брзаше да стане возрасен. Да. Какво Така. дете беше Андреа? Што сакаше, еве, пораснал такво темпераментно дете? Што најмногу сакаше да Музика. игра? Да. Музика. Да. Значи, тука може би има на фотографиите. Да. Ке ги најдете псиите, тавите, тенџериња, дрвените лажици, тропа, израсна со песничките од Колибри хорот. Сите ги знаеше на памет. Значи не стануваше збор што со него понатак. Се знаеше дека со музика ќе се занимава. Он од мал тоа Да. го избра. Да. Да. И имаше една случка која што ми ја кажавте пред да снимаме за играчката што си ја избрал. Да, на пазар, немаше ни 3 години, во количко он седнат. Тезги, ама ниски тезги во Каменица, мал пазар, мало градче, Косовска Каменица. Абе како се фати за усната армоника. Дува, свири нешто. Еве го овдека веќе година и пол има. Игра он, музика има. Ова е не знам каде е со дедо му некаде шеташ. Ова е на некој слон, Да. качен. Да. Она што ме интересира, велите од многу мала возраст ја препознавте неговата љубов кон музиката. Он нема завршено нижо музичко, меѓутоа бил исклучително талентиран кога решил да се запишува во средното музичко училиште кое што го има завршено во Илија Николовски Луј. Он беше самоук. Имавте ли некој во фамилијата кој што можеше да го насочи во тие води? Да почнеме од баба ми, Ајде. по мајка, што го носам името Анастасија. Баба ми пеела во Софиска опера. Од кај маш ми страната Митре Бегот, некој си Митре Бег имало, негов прадедо, значи, на маш ми, што свирел на тамбура, вака, некако. Значи има генче. Маш ми е исто Да. така многу музикален. И јас сум пеела во хор Развигорче години. Да. Сум статирала и во опера. Мајка ми исто така пеела во хорови. Така да, веројатно е ген во прашање. Да, ген во прашање, да. Како изгледа семејните прослави? Беше ли, он имаше звезда, една убава звезда, беше ли звезда на тие семејни прослави? Сакаше ли да прави свое шоу, да пее, да настапува? Не. Не? Не. Не се замислуваше он како звезда. Не? Не, он бе... едноставен беше, скромен, мислам. А друштво сакаше, мамо, јас ке правам роден ден дома. За колку души да спремам? Па 10. Кога ќе се вратевме дома, нели, не Да. треба да сме Да. присатни, Да. па 100 души веројатно имало. Вистина. Луѓе, Тоа беше. луѓе. Но до крај. До крај. До крај веќе по кафани се правеа. Да, Во сват. веќе во поново време во Да. кафани, меѓутоа, да, човек кој што го сака и ги сакал луѓето. Многу сакаше друштво. Каков другар беше? Беше од оние кои што се посветува искрено на своите пријатели? Искрено. Значи, мислам дека беше една нова година, уште беа во групава ова TNT, настанал некој проблем со Живко и некој таму. И он го бранел Живко. Кога дојдовме дома, кога го видовме, претепан, Леле. изобличен беше. Го бранел Живко. Па со Чепреганов се дружевме, нели ни беше кум тој. Па ајде снимки на глава, па Испадна добро, фала Богу. Фала Богу. Да.
Сега, вие како мајка, каков однос имавте со Андреа? Беше доверлив, беше искрен со вас, ви кажуваше се, споделуваше? За девојки, за другари, тоа. Да. Беше Се отворено. Беше лесно за љублива природа? Беше. Да. Емотивец горе. Емотивец, Да. емотивец. Да. Она што вас ви останува како, еве од детството, имате ли некои моменти кои што, вака кога се навраќате и кога мислите на него, кои што ви останале баш онака како слика, најтипична за него? Во кои моменти, кога бил многу мал, кога бил средно школо, како со музиката, како го памтите како дете? Која е првата слика онака кога ќе ви текне на него? Леле, многу слики. Многу слики. Многу слики. Не знам за кој момент конкретно. Има еден момент кога веќе негде 3,5-4 годинки имаше, он пошто многу сакаше, значи, да се дружи, да бидеме во друштво секогаш, и ние сме такви друштвени, и ден денес мислам си имаме голем круг на пријатели. Молим те, мамо, да ми родиш, што било да не бидам сам. Ми се чини во едно скорешно интервју имаше, му поставија некој прашање од што се плашиш, да не бидам сам. И јас за негова љубов, а благодарение, мислам, што ме натера, не можев да си представам дека јас другото дете ќе го сакам како него. Да. Ми викаше, мамо, немој бе толку да ме сакаш, ме гушиш. Да. Сега ми остана Алек, си го сакам него. Сигурно. Мислам, ова сакање, еве го таму. Он беше нон-стоп некаде качен, да. нешто прави. Тоа е тој темперамент, нешто кое што го држало до крајот. Ајде да се префрлиме малку на почетоците во овој популарен дел од музиката. Веројатно публиката, него пошироката публика го запозна со ДНК. Како почнаа со Панчо? Кога беше таа средба, знаете вие сигурно? Значи, во средно кога беше, беа со TNT. Негде, се не можам точно да се сетам јас со датите. Добро, од прилика, да. Дали кога се врати од војска, негде 2000-2001 беше војска, во тој период страшен. Да, и за тоа ќе зборуваме, он бил и војник. Да. Да. Беше да си одслужи. Нели? Мислам дека после тоа они се дружеа со Панчо, девојката на Панчо учеше со Андра во средно и така се зближија он. Так. Панчо нели имаше исто група? Пред ДНК, да. Пред ДНК. Да. Тие се нели се растурија, овие се растурија и дојде Панчо дома, ајде брат, да правиме нешто. Ови малку се нечкаше, се сложија и оставија. мислам дека доста постигна. Многу постигна. Да. Оставија навистина испиша една музичка историја. Сакаше ли да се советува со вас за некои важни одлуки во животот? Беше ли дете кое што прашува дома дали да го направам ова, дали да го направам она? Или беше свој глав? Ретко. Знаеше некој пат, например, за кај да се запише, се знаеше, тоа мислам јасно не беше и на него и на нас. Имавме другарски однос. Ама и тоа ми се чини дека треба да има граница. Треба, да. Ние малку претеравме. Ептен другарски. Да. Нешто ко брат. Толку слободен однос. Ако тоа е убаво. Да. Тоа е таа блискост. Си има убавина. Да. Сега, пошто бидејки јас темпераментна, тој темперамент, знаевме често и да си се искараме. Да се закачите, да. Со татко му не толку, ама со мене. Да,
Мада за сакање тука не станува збор. Можеше за некоја девојка, например. А, мамо? Како е? Добре. Амин од мајка. Да, За тоа е тие тоа. работи, иначе знаеш какво дете беше? Ако сака нешто, он мора да го добие. Одма и сега. Аха. Нема утре, попосле, не. Така. Одма. Беше многу размазен, поготово сестра ми. Таа немаше деца. Тој беше се. И последните години, пред да се ожени, до 10 години си се пресели кај неа. Вистина? Да. Била многу па близко. таму си беше така. Да. Послободен. Па послободен си, имаше стан на располагање, нели? Тетка една. Да. А тетките секогаш попуштаат. Тетките, да. А овдека требаше да дели соба со брат му, нели? Да. А и тој веќе нарасна девојки ваму таму. Да. Они беа во Карпуш 3, ми е во Карпуш 4, така да ќе си дојде он пак е мама ки тато, нешто ако треба да се земе, да се прошета негде. Интересна ми беше приказната за запишувањето во средно музичко. Со оглед на тоа дека он нели нема нижо, како се запиша он? Имавте ли проблеми со тоа, со самиот упис во, бидејќи нели тоа е исклучок, Таму не мора да има, нели? Да има нижо. Или да е голем талент, или да има нижо музичко, и да е нормално скроз одличен. Така. Се Андре не беше ни скроз одличен, а немаше ни низо. Да. Некако се запознавме со неговата професорка по солфеж. Дани не упозна. Ни ја препорача, се слушнавме, се договоривме, доаѓаше кај нас, му даваше часови по и пијано и солфеж. Колку брзо го совлада он тоа? Многу брзо. Многу брзо. Јас мислам бев изненадена. Излегува Виолета од собата таму кај што вежба. Виолета е професорката да Апостолова, појасниме, да. Таа е веќе во пензија. Излегува од собата, вика јас, а она е така као појава делува строго. Излегува, вика, јас веќе немам што да работам со детево. Леле, викам, што направи детево? Па некоја белја, некој проблем рекол, направил. Да. Зашто? Прашувам. Па си знае детето, вика се. А никогаш предходно не учел, немал никакво формално образование? Не. Тоа е тој талент. И? Апсолутен слух. И нели одим детето да се запиша таму, му прават аудиции, што му прават како све тоа. Приемни испити има, така. Сега како ги дела документите, прво одлични, па со нижа музичка, па не знам, си имаат некој редослед. Неговите документи, пошто нема нижа, не е одличен, се стајани негде на страна. Одам јас да ги прочитам резултатите, го нема детето ни горе, ни под цртата црвена. Да, ниво примени, ниво одбиени. Леле, како ќе му кажам сега? Те нема на список. Со Виолета веќе си имавме контакт. Виолета вика, ма како вика, примено е детето? Јас вика бев таму во канцеларија, гледав, мислам, со тие од комисија. Леле, одам дома, како да му кажам детево? Те нема мајка на список. И како реагираше? Како е можно? Како е можно? Ми рекоа, као, му дале веројатно некој знак дека е добро. Примен. Да. Ќе одам во Тетово. Таму. Значи нема застанување? Не. Музика и ништо друго. Да. Умеѓу време се јавува Виолета, оди во музичкото училиште, јас додам. Секретарката ги нашла тие да ми се извинат као стрес, претрпен. Леле, да. Леле, кога му јавив. Пресреќен. Супер, пресреќен. Така да Виолета
Не дека она беше многу строга. Нешто па му попушта. Не. Али го засака така. Она му беше втора мајка. Да, да. Многу убаво си живеева. После се запиша, нели, на факултетот? академијата музичка. Соло пеење? Соло пеење. Ама негде втора година имаше некои недоразбирања со професорот по Хармонија. така. Така. И се откажа. И се откажа. Малце си беше они своје глав. Мене. Сега мене. Даде. Такво беше. Добро, и самоувереноста е некогаш добра, меѓутоа во неговиот случај мислам дека целата негова харизма која што ја носеше со себе го дефинира како човек, прво како човек, а потоа и како музичар, и како син, и како другар, па во поново време и како татко. Ајде за војничките денови, бидејќи денешниве генерации, еве го баш тука фотографијата кај што бил војник. Редовно отида да отслужи воен рок? Не го, пошто живеевме, нели, во Дебар, дали не бил заведен таму, не знам, не знам. Која беа ова немирите, нели, со учука, со... Јас ќе одам, вика, во војска. Како ме мајка ќе одиш, сите си ги кријат, децата плаќаат, пари даваат. Не ќе одам. Како се чувствувал као дека е должен нешто на татковината. Одговорност, да. Татко му го поддржуваше. Јас бев против. Нормално мајка. Да, ама не му вика, ама немој да одиш. Да. Така си се чувствував. Што да оди во немириво. Да. Една случка у тој период, он во војска ми е на некоја слава бевме, и една господја затемава, нели, во војска, не, вика, јас си дадов таму, не знам колку пари дала. Браво, јас, браво, викам, нека гине моето дете. Да. За вашето да живее. Да. Не можам на моменти, не можам јас да пречутам да... Таков беше он. Да. Ама како што можам по разговорот, вие сте биле поддршка негова секогаш. Нели? Имаше ли некои моменти кога сакавте, кога сте имале спротивставени мислења, кога сте мислеле дека не е добро ова што го правиш? Да. Да? Сега се сетив на еден момент. Он таков бучен, темпераментен. Мене ми издосадува веќе да го слушам. Што вика, нема муабет праење вака мирно. Бегам јас во купатило, се затварам, не сакам веќе да те слушам. Ја развали вратата. Да ме дослушаш. Мора. Да ме дослушаш. Го дослушав. Има еден во Косовска каменица не викна на свадба. Од тие колку убаво се дружевме таму. Југославија во мало. И не викна на свадба, така летно време беше. И него му текна, ми приоѓа, вика, мамо, сакаш, вика, да одиме јас и ти Санторини? Викам, сакам. Јас по шетањето. И он беше по шетањето, како мене. А прво си размислам, викам, толкав пат сама јас со него, тоа има искри да летат, 8 сати со кола, 8 сати со трајект. Издржавме, мислам и он и јас убаво си поминавме.
Ама, Да. така да немавме расправи. Така. Имаше ли омилена песна, омилен филм? Баш кога одевме Санторини, чекаме трајектот да дојде, он со телефонот нешто, го гледам ја од страна, плаче. Леле, викам, што се случило? Да, нешто да не прочитал некоја вест. Сопранови многу ги пратеше. Аха. Како се викаше тој главниот? Не ми текно на мене, ама Не е кога битно. почина. Да. Тогаш И он се расплака. ги обожаваш. Да. А песни, музика, ми е со машминели. Pink Floyd, Dire Straits, Cat Stevens, блуз, рок, таква музика. Музика, Да. класика, Да, со Виолета, со Драган. Тоа знаеше да ги отсвири таму тие партитури, нели? Да. Уживаше во музика. Значи он е растен со Да. квалитетна Да, музика. да. Со квалитетна музика, нешто кое што го изградило понатаму. А сакаше ли македонска народна музика? Сакаше. Нели? Како не? Да. Со Наум што правева. За родендените негови. Да. Беа блиски со Наум. Какво беше тоа пријателство? Многу искрено. Тате си го викаш. Да? Тате. Да. Си се дружеа приватно. Како се зближиле, веројатно на некои заеднички Веројатно. настани таму. Да. Ама многу беа блиски. Наум не можеше. И уште не може да се свести тој. Сите ние. Да, Сите ние. да. Како да е присутен и нека живее него се Да. што бил, се што оставил за себе, нека. Многу брзаше. Да. Брзаше да го проживее животот. Единствено ме теши дека и јас ќе отидам таму. Да. Друго, Сакам да ја споменеме Јана, неговата ќерка која што наскоро ќе полни 10 злато на баба. години. Злато на баба, Злато секако. на баба. Јана, по темперамент вака, по карактер. Таа е многу мирна. Мирна е таа. Мајка е таква. Колку беа блиски? Јас знам дека он Многу. нели, она му беше звездичка, баш водилка. Многу беа блиски. Каков татко беше, Андреј? Најдобар. Мамо, јас ке си ја земам денеска од школа. Јас ке се јавам, ја зема, викам, као утредента се, кога ако е од сабајле или попладна, не. Викам, Андреја, ке ја земеш денеска ти, Јана? Не ја пушти, вика, денеска. Зашто не ја пушти? Па као не, оти го карав. Немој бе, Андреја, да. И него му се спиело, се вратило од настава, и сега ќе станува да ја носи, пошто супругата му, нели, порано одела на работа. Он ја носеше. Некој пат јас ако преспие кај нас. До 9 години беше повеќе кај мене. Со мене. На 7 месеци прозбора Јана. Тој стално викаше, мајка ми една лапача. Како нема да прозбори? Дека мора некој Како нема да прозбори? да повлече од Да. некој. Многу ми ја размазуваш. Ама после на другарите им кажувал, море мајка ми како ја чува, капка вода. Да. Како нема да го чуваш? Да. Златна е Јана, е прекрасно дете. Сака ли музика, Јана? Како не? Да. Покажува е таков интерес? Мислиш да пее да... Не. Не, ама е сака, да. Сака да слуша. И слуша и она. Си имавме ние на мојот телефон некоја листа. Баба, пушти ми го дебелиот, например. Да. Од Марк Нофлер нешто. А од татко ти викам нешто? Не бе, баба. Обично Например, не бе, баба. Да.
Многу интересно. Многу. Веројатно ќе остане и Јана да секогаш да ви е некаква конекција додека не се сретнете пак со Андреја, додека не ви се спојат патиштата. Ќе ја споменеме хуманата страна негова. Како што кажавме, сакаше многу луѓе, Многу. веројатно сакали многу да помага. Знаете ли некои моменти што можеби он не ги споделил со јавноста, не ги споделил со никој, можеби вас ви ги кажал каде што помогнал, а не сакал за тоа да се знае? Јас знам дека, значи, додека бевме у Дебар, играчки имаше купишта. Брзо ги користеше. Кога има повеќе, нели? Ќе му здосадат. Одма Да. ново. И го гледам јас еден ден кеси нешто полни. Колички од бензински пумпи тие. Од киндер јајца фигури. Од тетка коли на педали, нели се. Па Нејтел Москвич сакал формула, па та тетка му све, Да. нели се. Да. Играчки купишта. Каде Андреа ќе одиш со кеситон пред врата, веќе застана зоге. Па ме чекаат другарчињата доле да им ги даде. Да ги даде, да ги Да. гради другите деца. Купишта. Да. 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 Искача со точак, се враќа без точак. Кај ти е точакот? Му го дадов на Енес, например. Да. Каде? Да. BMX, Да. понили. Да. Мислам, тоа Беше сочувствителен, беше, Многу. знаеше, емпатичен, да сочувствува со другите, да Многу. жали со другите, да. На музика, на цртан филм знаеше да се Да расплаче. се расплаче. Да, емотивец. Многу. И сега, за жал ќе мора да стигнеме и до тоа кобно утро, 16 март. Кога се соочивте со првите информации дека се случила трагедијата? Јас обично во последниве години имам проблеми со спиењето. Е сега, кој ќе сум го побарала на телефон или он кој ќе ми се јави, обично нешто ќе ми проработи тука, леле, викам ова нешто, ќе извие некоја кавга, нешто. Да. Нешто се случува. Таа вечер, значи, тоа таму горело, 3 сат. Јас тоа време легнав. Ама апсолутно ништо не почувствував. Нешто да... Или обично Некој предчувство нешто нема. да. Не. Не. А сабајлето кај 8 саат некада, слушам во дневната соба маш ми зборува со некого и кам Шики толку рано дошол. Овој кај што е снимен спотот, ако утре ме нема, кафаната, што ја држи човекот, па се дружи. Мислам со маш ми, со Андреа беше исто нераздвоен, таму нон-стоп прогендени се праева за Јана, неговите. Викам, Шики волку рано дошол. Не, тоа беше внукот од најстариот мој девер. Сестра му негова е мажена во Кочани. А има девојчиња баш таа возраст, 18-20 години. Влагам јас, викам, што волку рано тоша? А девер ми е веќе 80 и кусур години, помислив прво тоа. Да, дека да. Да. Не бе ни не вика во Кочани, а јас не ни знам дека Ништо Андреа не- има настап таму. Да, Па не да. можеш ти, мислам. Да, сите настапи, они беа активни. И кој ми кажа дека имало пожар во Кочани, во дискотека, уште не се спомиња ДНК. Он мисли дека јас знам. Да, да. И мене паметот ки девојчињава сега од сестра му. Да. Почнава телефониве нешто, а он веќе се јавувал таму Да прашува, да. да прашува, во болници се јавувал.
Викам, шо е работава? Ама мислам, не сакаш ни да помислиш на нешто, Да, дека да. на моето дете ќе му се случи такво нешто. Леле. Почнава телефоните. Нема го таму, нема го ваму. Маш ми остана дома, јас со Тоше, со внукот и со една пријателка, докторка е на трансфузиологијата. Одиме во државна. Таму како филм да се снима. Милиции, брза помоши. Таа оди по оддели, Тоше на телефон звони. Мене место не ме фаќа. Други родители тука, роднини. И приоѓам на една група, обезбедување ли беше, милиција ли беше, му правам на дечкото вака позади, викам, дечко, ве молим те, викам, му кажа, обично сестра ми многу се фалеше со него, јас сум тетката. Да. Јас некако не сум така. Да, поскромно, Сега викам, да. ситуацијава е вака, викам, мајка сум на Андра, од ДНК. Список, некој нели вика список и ето друго. Да. И дечково отиде и кога се врати, вика, знаете, вика, ние бевме заедно во војска. Ама носат уште, вика, списоци, веројатно ќе се најде. Нели? Да. А тој веќе разбрал. А не ви кажува. Не ќеше веројатно да ми каже. Да. Па после као во Штип, во Воловица го нашле. Па тоа било друго момче. Веќе кога се вративме дома, другарче негово од осмолетка биле со снајата и неколку души. И се јавува од таму. Маш ми кој здрвен стои. Го грабнав телефонот. Збори бе Славко, вика бе збори. Тоа. Се зборуваше Тоа. многу дека всушност се вратил да помага. Се случило ли тоа? Знаете, стигнали до вас некој барем Да. информации како било, што било? Дали Вечерта, кога се случило тоа, нели, како им јавуваат по телевизија, Да. нели, дека се случило, новинари. да, да. Сега една новинарка, ќерка на наша, многу добра пријателка, во МРТВ работи, ги води вестите. Бојана Делетич Крстевска. Она и се и кажала на мајка, и вика, мамо, јас го видов Андра на снимките таму. Дека се враќал. И сега малце ми е чудно, помина месеци, нели, Да. од тие што ги спасил. Мене никој не ми се јавил. Се од една страна бев горда, спасувал животи, Да. од друга страна сега сум така, како поминало време, кој разочарана малку, викам, некој од нив да се јавеше. Да се, да. Единствено, викам, кај знаам ја ако се јавиле. Не знам, не Да, знам. да. Оти, некако јас тоа така го чувствувам. Значи, дел од него има кај тие деца, што се спасени. Така. И баш би сакала да знам кои се. Да, да. На крајот он својот живот го дал за тие деца, за деца. Да. Некој од пријателите, нели, зошто се враќал, што му требало, нели мислел на Јана. Јас викам, веројатно мислел на Јана. Баш заради тоа се враќал. Да. Утре може и таа, нели, си расте детето. Да. Не дај Боже да се случи такво нешто. Такво беше тоа дете. Не постојат зборови за утека, не постои нешто кое што вас ќе ви ја намали болката. Меѓутоа, еве ќе го споменеме Алек, Јана, имате
доволно причини да Да, продолжите, морам. нели? Мислам дека и он и самиот Андреја би сакал да продолжите, би сакал да да го паметиме поубаво. Колку на песна која што сите некако ја спомнуваме песната Ако утре ме нема. Многу ни е на сите чудно. Таква песна. Млади луѓе. Јас мислам Панчо ја напиша таа песна, тој откако почина мајка му. Беше многу така некако разочаран од тие израз на без татко, не? Да. И веројатно подолго време ја пишувал за текстот. Се погоди, еве вака. Се погоди така. Како со Тоша, како. Да. Како некое чудно предскажување на Да. како да си ја предизвикува судбината, не знам. Меѓутоа така требало да биде, треба да се научиме, иако е многу тешко, да ги прифаќаме работите. Колку и да се трагични, колку и да се болни. Ги следите ли протестиве на родителите на загинатите од Кочани, или тоа ви е Избегнувам. прилично тешко? Избегнувам. Сите кои што изгубиле, тоа се деца, тоа се од 16 до 24 години, од прилика И помлади имало. И помлади имало, да. Тоа се деца кои што имале пред себе живот. Андреја, ако е за некаква мала утеха, доживеал многу. Видел. За негова. За негови години доживеал многу. Што е она што сакате да го чуваме од него? Песните. Покрај песните, нешто кое што него му било како како желба, како порака, како идеја која што сакал да ја остави зад себе, да љубов, семејство, што му беше свето? Семејството му беше, да. Жена му, детето. Мене на шала, вака некој пат ке ми речеше, мада тоа сега како ме боли. Нешто сум се разболела, јас он ќе дојде нормално, одма трча, ќе ме носи и се дружеше со он, или со лекари во Жан Митрев работеше еден период. Ќе ги земе резултатите, ништо не ти мене ќе ме надживееш. Вистина. Стално ми викаше. Вистина. Така. Да. Тоа ме гони некако, ме... А тоа е реткост, тоа е баш изјава која што е нетипична за дете на мајка, да каже. Јас ќе отидам пред тебе. Така викаше. Да. Како да знаел. Како да знаел. Ке го чуваме сето тоа што го остави многу. Еве и како човек, не само преку музиката, еве преку некои вакви приказни за него раскажани, некои животни ситуации кои што ќе не потсетуваат дека пред се изгубивме човек, па потоа и музичар. И нека остане еве и овој разговор како потсетување на големината на Андреја, кој што реши дека е повредно и поголемо дело да помогнеш некому, отколку да продолжиш да живееш со некоја тежина дека не си направил ништо. За жал, малку има такви како Малку има. Да.
И затоа треба да го чуваме како дијамант и да не се заборави. Што е она нешто, еве, за крај ќе привршуваме, што е она нешто со кое што мислите дека ќе остане неговото наследство, да се, не знам, да се сними филм, да се направи концерт, како мислите дека најдобро можеме да го одбележуваме и да го чуваме она што ни го остави Андреја? Може ќе поттикнеме некој нешто да направи, бидејќи треба да се одбележи. Јас мислам дека треба да остане дел од историјата и музичката на Македонија, затоа што навистина е еден од ретките. Ама кај нас, знаеш како е, свако чудо за 3 дана. Јас би сакала, мислам. Не знам. Еве, сега случајно некој на Фейсбук споделил на многу убава мелодија за сите тие откочани. Ќе споделиме, ќе им ја покажеме на гледачите, да. Некој му текнало и напишал песна. Да, се инспирирал. Браво. Секоја чест за сите оние кои што ќе направат малку со нешто да го зачуваме она што ни го остави. Не знам ова дали ви кажав. Колку народ дојде од Дебар. Да. Од градоначалникот, другарчињата негови, тие што се уште во Дебар, повеќето се негде по Италија и Америки, нели? Се јавуваат телефонски. Јас колку бев присебна на погребот, не можев да седам во капелата. Сандак да го гледам. Повеќе надвор одет. Колку народ имаше. Колку ми го сакале детето. Многу, верувајте многу. И не за џабе велам, цела Македонија плачеше. Цела Македонија тагуваше. Вашата болка е најголема, никој неодговорно тврдам да не го доживее како што е болката на мајката, не постои друга. Меѓутоа, ете и тоа нека биде како мал дел во вашата утеха, дека навистина има луѓе кои што го сакале, кои што го почитувале и кои што ќе се сеќаваат на него. Ќе го мислат. Да. И добро е тоа што го зборуваме во сегашно време. Да. Нека е тука со нас. Учителката од 1 до 4 деление и таа многу го сакаше. Не беше он, не знам, петки. Ама беше многу искрен, чесен. Добар човек. Добар дете. Абе, мамо, вика, за сите сум добар, за тебе само не чинам. Добар. Да. И за вас бил добар, сигурно. Мора да има така по некоја кавга пред животот. Сигурно. Тоа е животот. Јас многу ви благодарам што собравте храброст, што ќе можеме да... Се спремав. Да, па сигурно. Јас се спремав, не па ви. Ете, нека остане овој разговор како едно подсетување на него. Нека си го чуваат споменот сите за него, сите кои што го сакале. Да го паметиме по тие убави работи кои што не ги оставил и терете понатаму. Мора. Терете, храбро. За Јана, за Алек. Ви благодарам уште еднаш.